Na pazarite poveke nema da prodava koji saka, voidnina site za tezgite mora da izvadat posebni licenci. Ovago predviduva novi od zakon za trgovija na zelenite pazari koji naskoro treba da stapi na sila. Со која што децидно ќе биде, значи, одредено со која дејност ќе се бави, значи што ќе продава на самото продажно место, ќе биде регулирана, значи, и стаж, пензискиот стаж и здравственото осигурување на самите корисници, што досега не беше случај. Visiната na cenata za licenca se ušte ne je utvrdena, no se spomenuva suma od okolo 60 evra godišno, a pridonesite za tezgadžijite ki iznesuva 2000 denari, od koji 500 denari za zdravstveno i 1500 denari za penzijsko osiguruvanje. Тие ќе се тарифираат по тарифата на индивидуални земјоделци, како сега што плаќа индивидуалните земјоделци, а тоа е најниската тарифа. Тоа е една убава вест, значи што утре трговците на зелените пазари ќе можат да плаќаат по една минимална цена здравствено и пензijsko osiguruvanje. Na ovoj način bi trebalo da se stavi kontrola nad trgovijata na gradskite pazari. И со тоа ќе се сузбие сивата економија, значи присутна во државата, и секој корисник ќе биде регистриран, значи и ќе ги има сите права и обврски од државата спрема него, но и тој исто така ќе ги има обврските кон државата, значи за одредени начини. Ова се плановите на државата, комората и групацијата, но што за целата работа мислат најпогодените – тезгаджиите. Види сега, тоа убаво, ама ние немаме пазар тука, немаме пари, ние плаќаме на ИСАРО. А тоа они што го мислат дека треба да земат и да искарат и невладени организации и било што да земат пари, не бива таа. Ние не може да искараме за овие да плаќаме, сад ќе се плаќа плюс на ИСАРО и плюс на годинашно. Не бива тоа. Нема да успее. Џабе, ќе штракуваме, ќе затвориме вратите, па го нема пазар. Ја мислам дека тоа нема да биде добро. Ние нека кубареме многу тешко. Многу тешко. А па и уште тоа ако се направи, ќе биде уште потешко. Инаку измените во законот за трговија на зелените пазари се однесуваат на околу 20.000 тезгаджи колку што ги има во Македонија. Од нив околу 1500 до 2000 се во Источна Македонија.